Низ Источна Македонија по регионалните и магистрални патишта се вози по влажни коловози. Поради снежните врнежи на одредени делови, односно во Берово, Граничен, Премин, Делчево, Кончи на регионалниот пат Штип-Неготино, кој поминува низ планината Серта, екипите на јавното предпријатие Македонија пат интервенираа со цел сообраќајот да се одвива непречено и безбедно. Раководителот на регионалната подружница Кире Коцев вели дека возачите мора да имаат задолжителната зимска опрема или да имаат зимски гуми, а не како што е денешниот случај одредени возачи тргнале на пат без да ги почитуваат задолжителните правила за одвивање на сообраќајот во зимски услови. Има луѓе на 107 што едноставно не сака да се спуштат, бидејќи е влажен и каша снег имаме на патот. Макар што е посолено, истите тражат сув асфалт едноставно. Од тие причини, значи, апелирам да учесниците во сообраќајот да си носат зимска опрема. Коцев истакна дека имаат добиено 1060 тони сол, а се очекува да пристигнат уште 600 тони сол. Ризла имаат 1100 метри кубни, а останатите 800 метри кубни ќе бидат донесени во текот на наредниот период. Но и оваа година патиштата на истокот ќе се чистат од снежните навеви со старата механизација и со користење на возила од трети лица, односно приватни фирми. Со истиот проблем се соочуваат и јавните предпријатија во општините во источниот дел на Македонија, меѓу кои Штипски Стипион, кој оваа година снегот од улиците ќе го чисти со старата механизација. Возилата ги наследивме во лоша состојба, секојдневно имаме дефекти, така да располагаме со возило ФАП на кој има влечна соларка и тамче имаме два багери кои ги користиме исто така за расчистување на сол, на расчистување на снег. Моментално имаме еден камион Мерцедес кој е дефект, меѓутоа планираме за ден-два да го оспособиме и тој камион. За зимското одржување на улиците во Штип во моментов јавното предпријатие Стипион има околу 120 тони сол и ризла околу 75 метри кубни. Протогеров забележува дека потребно е да се обнови старата механизација за зимско одржување на улиците во Штип, а најмногу им е потребно уште едно возило соларка.